Благодарам, председателе. Се повеќе сум во дилема дали сте председател на Комисијата за европски прашања или можеби веќе оваа комисија треба да добие назив Комисија за брз транспорт и испорака на закони по директива на Зоран Заев, на Талат Джефери и така натаму. Ова што се случува денови во Собранието на Република Македонија, особено после вчерашниот работен ден на пленарна седница, мислам дека е срам за Македонија, срам за оние кои што ги водат институциите во Македонија, а верувајте го чувствувам тој срам и лично врз себе, бидејќи иако немаме мнозинство во овој парламент, сепак сме следачи на нешто што се случува, што буквално токму тоа е и причината зашто сме толку далеку од Европската Унија, а при тоа, злоупотребувајќи ги неговото знаме, злоупотребувајќи ги примените на европското знаменце при носење на овие закони и така натаму. Едноставно, Собранието на Република Македонија се повеќе може да се прогласуе за некоја муртинска тезга или форинска чеџилница. Ова што се случува во Собранието на Република Македонија буквално наликува на тоа. И токму повикувајќи се на вчерашниот ден, се прашувам дали не е грешка денес присуството на заменикот министер за внатрешни работи, дали не требаше да биде тука господинот Агим Нохиу, кој што е заменик министер за правда, бидејќи нели во таа форинска чеџилница вчера, наместо законот за измени и дополнување на законот за државјанството на Република Македонија, да го брани предлагачот, што е согласно членот 80 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, господинот спикер кажа дека направил техничка грешка и си му даде збор на министерот за правда. Замислете, министерот за правда тоа го прифати, па излезе на говорница и бранеше закон кој што не е негов. И бараше тој закон да се донесе по скратена постапка и јас навистина веќе не знам дали некој правник во оваа држава треба да се повика на своето звање, треба да го премолчи ова, треба да продолжиме со работа или едноставно да премолчиме, да ситера оваа комисија за брз транспорт на закони како што ситера, опозицијата да молчи затоа што е малцинство во ова собрание и да се носат закони затоа што едните се во интерес на оваа партија, другите во интерес на таа партија и така натаму. И токму кога се повикав на вчерашниот ден и на онаа техничка грешка на спикерот на овој парламент, па се чудам како во архивата ги одбија амандманите на колегите на Левица, затоа што не биле соодветни, а не го виделе во архивата предложениот закон за државјанство, во кој што замислете на насловната страница стои дека предлагач е владата на Република Македонија со нејзините повереници, господинот Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, и неговиот заменик Назим Буши. После неговото име стои дека тој е заменик министер за внатрешни работи, па имаме една запирка и стои дека е министер за финансии. Па може би трета варијанта денес требаше тука да дојде министерот за финансии Фатмир Бесими, но ете во исто време во оваа крчма без крчмар се случува таму во пленарната сала да се одвива пленарна седница на која што нели се носи најбитниот стратешки документ за државата, ребалансот на буџетот, кој што е многу битен, многу итен, секој ден е важен, не сме да се пропусти, а еве пратениците се принудени да доаѓаат во оваа сала на Комисијата за брз трансфер и транспорт на закони, за да реагираат процедурално на овој крш од парламент. Ова е навистина недозволиво. Ова е навистина срам Македонија, како што реков, срам за Европската Унија, на која што се почесто се повикувате. Ги погнасивте и Европската Унија и Република Македонија. Навистина не знам како немате срам, како немате пред себе некоја морална одговорност кога ќе се погледнете дома после еден ваков
работен ден и да се запрашате себе си што сте сработиле за оваа држава и за вашите гласачи кои што ве гласале. И така во оваа крчма се случува еднаш да се прифаќаат амандмани на кои што стои само иницијалот од новиот назив на оваа држава, но да, сега некој станал на некоја друга нога, па решил од денес нема тие амандмани да ги прифаќаме. Значи, ова што се случува, не знам дали се случува и во некој парламент во Африка со секоја должна почит и извинување на било која земја од таму. Ова е срам. Треба да се засрамат колегите од мнозинството кои што ова го аминуваат, го премолчуваат и едва чекаат да нема пријавени за процедурално, да нема реакции, да има молк и работата да си тече. Ама таа работа ако вака тече, каде ќе не одведи мои колеги од парламентарното мнозинство? Никаде. Наместо да брзате, да гледате да има квалитетна расправа со огромно присуство на пленарната седница на која што се расправа за ребалансот на буџетот, токму колегите од парламентарното мнозинство вчера само што зеде збор за одбрана на ребалансот, министерот за финансии стана и си ги напушта своите столчиња. Тоа е тој нивен интерес што се однесува до битните закони во овој парламент, односно нивниот интерес е само да се дојде до моментот на гласање и до притискање на зелените копчиња и со тоа да речат дека работата ја завршивме успешно, квалитетно, отчетно, транспарентно и така натаму. Што се однесува до законот за државјанство, бидејќи се јавив процедурално да реагирам, истиот овој закон беше предложен по редовна постапка, започна да се разгледува на Комисијата за одбрана и безбедност, но ете, на мнозинството не им одговараше тоа што опозицијата реагираше со амандмани и тоа замислете на човекот кој што првиот во овој парламент го има воведено начинот на блокирање на некои законски решенија со поднесување на илјадници амандмани, а да не говорам за начинот на неговото однесување тогаш кога говорницата, односно микрофонот ги злоупотребувал, читајќи поезии или едноставно молчејќи. Не, ние така нема да се однесуваме, но само заради македонската јавност ова го говориме. Се надевам дека не е слепа, дека не е глува, дека не е заплашена од вашите уцени и вашиот начин на однесување. И би сакала да поделам со вас една порака од една непозната особа која што вчера вечер ми пристигна. Не можам да го споменам градот од каде што е таа особа, ниту пак институцијата каде што работи, заради нејзина безбедност, бидејќи ме замоли за тоа, но ми запиша дека работи во институција каде што секојдневно морана, односно уценета од нејзиниот раководител, да пријавува лица дека се во државава без нивно присуство и подпис, како да се. Што на ова ќе речете, колеги од мнозинството во овој парламент? Кои се целите и намерите на тој раководител кој што ја тера оваа вработена, која што се плаши да реагира, бидејќи секако ќе го изгуби работното место? И зошто ова се прави? Мислам дека има врска и со овој закон, има врска и со следните избори, има врска и со пописот кој што треба да следува и така натаму. Ваквиот начин на функционирање, мои колеги, е многу далеку од она за што само декларативно се промовирате дека сте за Европска унија, за европски вредности и така натаму. Да бевте за европски вредности, овој закон немаше потреба да се бламирате вчера, да го образложува некој што не треба да го образложува, да го предлагате, да го повлечете предходно предложен за поскратена постапка, за сега да биде поредовна постапка, за сега да биде поскратена постапка. Значи мноштво на грешки во чекори, не само по однос на овој закон. Затоа кажав, ова собрание наликува на една муртинска тезга или форинска чајджилница, ако сакате, или народски казано крчма без крчмар. И бидејќи сум меѓу другото и заменик член на оваа комисија, а и заменик координаторка на пратеничката група на ВМРО, ДПМН и опозицијата Обнова за Македонија, би сакала да го замолам председателот со европски вредности на оваа комисија за европски прашања, според членот 81 од овој деловник, да биде така доблесен, да биде така парламентарен, во слух со барањата на опозицијата и да ни овозможи или пауза на оваа седница, или во најмала рака прекин, бидејќи во исто време се одвива пленарната седница
што треба да се донесе ребалансот на буџетот, кој што меѓу другото ќе значи буквална подготовка за предизборен подкуп. Овде очигледно се мерат мускулите, кому чиви приоритети се побитни, кој ќе ги собере поените од носењето на вакви закони и на вакви начини, но најмалку е битно она што народот во Република Македонија го чувствува, го живее, што секојдневно се чувствува понижен, секојдневно е се повеќе осиромашен и не вредат овие ребаланси, не вредат овие закони, затоа што ниту еден албанец, македонец, турчин, ром, србин или припадник на било друга која националност која што живее во Република Македонија ќе се гордее со ваков парламент, а во исто време неговите џебови се празни. Затоа да се потрудиме барем на малку разум, председателе на оваа комисија, и апелирам да прогласите или пауза на денешнава седница или во најмала рака прекин, се додека не заврши пленарната седница на која што се разгледува точката по однос на ребалансот на буџетот за 2021 година. Ви благодарам за вниманието.